civilmedia.mk. Празнични кратки нозе, добре дојдовте. Заедно со вас ги разоткриваме дезинформациите со неспорни факти и аргументи. Ова специјално издание на Кратки нозе за новогодишните празници го посветуваме на градоначалничката на Скопје Данела Арсовска. Изминатата година имавме прилика често да ја гледаме во нашата емисија, па за вас ги одбравме најдобрите моменти. Тргнуваме веднаш. Загадувањето на воздухот е една од поважните теми за кои се дебатира и во кампањата за овие локални избори. Во оваа дебата, за жал, дел од кандидатите употребуваат и невистини и дезинформации. Таков е примерот со кандидатката за градоначалничката функција во Скопје поддржана од ВМРО-ДПМНЕ, Данела Арсовска, која на партиски митинг одржан на 12 октомври за аерозагадувањето кажа дека состојбата не се менува на подобро. Кога гледате и читате вести дека Скопје е меѓу најзагадените градови во Европа и светот, кога знаете дека живеете во загаден град и состојбата не се менува на подобро, тогаш знаете дека е време за промени. Но ова тврдење на Арсовска не е подкрепено со факти. За аерозагадувањето во Скопје и мерењето на нивото на штетните PM2,5 и PM10 честички, досега објавените податоци и споредбата низ години укажуваат на тренд на намалување, односно наменување на состојбата на подобро. И тоа според повеќе светски, а и домашни извори. Колку за илустрација, како што објави Guardian во текстот 2017 година, нивото на PM2,5 честички во Скопје било дури 45 микрограми на метар кубен. Според податоците пак што ги објави град Скопје, за загадувањето во Скопје според IQR во 2018 година, во Скопје се измерени 34 микрограми на метар кубен PM2,5 честички. Во 2019-та оваа бројка паѓа на 32,4 микрограми на метар кубен, а во 2020 година имаме 30,6 микрограми на метар кубен PM2,5 честички во воздухот. Зошто тогаш во изборната кампања дел од кандидатите изнесуваат невистини за аерозагадувањето? Очигледно тие добро знаат дека квалитетот на воздухот е важна тема за граѓаните и се обидуваат преку оваа тема да ги придобијат нивните гласови. Градоначалничката Арсовска, град Скопје и ВМРО-ДПМНЕ последниве денови изнесоа повторно дезинформации за аерозагадувањето и мерките на град Скопје против загадувањето. На 26 декември град Скопје објави соопштение со наслов "Со Шилегов Скопје стана еден од најзагадените градови во светот. Сега конечно доаѓаат решенија за овој голем проблем", во кое се тврди дека Шилегов 4 години не презема ниту една системска мерка за справување со загадениот воздух. Повеќе медиуми истиот ден ја пренесоа реакцијата на Арсовска на укажувањето на Шилегов за моменталната загаденост на воздухот. Скопје има највисока стапка на загадување во Европа, а тој да коментира за нешто 4 години имаше можност. Остави се на ветерот како системска мерка. Медиумите го пренесоа и соопштението на ВМРО-ДПМНЕ дека Шилегов и СДСМ цел мандат ништо не направија за загадениот воздух, затоа Скопје е на врвот на најзагадени градови. Но ваквите тврдења на Арсовска, град Скопје и ВМРО-ДПМНЕ воопшто не се засновани на факти, како што укажавме и претходно во Кратки нозе, кога Арсовска, како кандидатка на изборите, тврдеше состојбата не се менува на подобро. А и тврдењето на еден советник дека во последните 7 години никој од власта не направил нешто за да се подобри квалитетот на воздухот. Досега објавените податоци и споредбата во последниве години укажуваат на тренд на намалување на аерозагадувањето во Скопје, според повеќе светски, а и домашни извори. Ако во 2017 нивото на PM2,5 честички било дури 45 микрограми на метар кубен, како што објави британски Guardian во 2017,
Според податоците што ги објави град Скопје, во 2018 година во Скопје се измерени 34 микрограми на метар кубен ПМ2,5 честички. Во 2019 бројката паѓа на 32,4 микрограми на метар кубен, а во 2020 година на 30,6 микрограми на метар кубен ПМ2,5 честички во воздухот. И нивото на ПМ10 честички во Скопје се намалува, а и експерти тврдат дека намаленото загадување во Скопје е факт. Факт е дека години наназад се намалува загадувањето во Скопје, но треба уште да се работи за да бидеме подобри. Ако се продолжи вака, ќе се коригираме блиску до граничните вредности, вели за Слободен печат професорот Дејан Мираковски од Штипскиот универзитет, кој учествува во истражувањата и мерењата на загадувањето во Република Северна Македонија. Град Скопје претходно укажуваше дека намалувањето на загадувањето е резултат на бројни системски мерки, детално наведени во написот на Слободен печат. Опаѓа загадувањето во Скопје, инвертерите, печките на пелети и другите мерки даваат резултати. До сега градот Скопје додели 5000 инвертери, 2000 печки на пелети, исчистени се 2000 оджаци и изгаснати 10.000 активни оджаци. А поради намалената цена за топлинска енергија, околу 2000 исклучени домови повторно се приклучија кон централното парно грејење. На 100 државни згради им се сменети котлите за грејење и елиминирани се како загадувачи. Накусо град Скопје, Арсовска и ВМРО ДПМНЕ останаа со кратки нозе во тврдењата дека со Шилегов Скопје стана еден од најзагадените градови во светот и дека Шилегов 4 години не презема ниту една системска мерка за справување со загадениот воздух и дека Шилегов и СДСМ цел мандат ништо не направија за загадениот воздух. Факт е дека мерките против аерозагадувањето доведоа до подобрување, но и дека тоа не беше доволно за граѓаните на Скопје, кои очекуваат уште подобри резултати, бидејќи загаденоста влијае на нивното здравје и животи. А до такви резултати не се доаѓа со дезинформации и со лажни обвинувања, туку со конкретни понуди и ефикасни решенија. Тргнаа предизборните каравани во кои кандидатите ветуваат се и се што во обид да ги придобијат гласачите да гласаат за нив. Деновиве во јавноста е актуелна идејата за бесплатен јавен превоз од кандидатката за градоначалник на град Скопје Данела Арсовска, за која таа на пресконференција на 29 септември изјави дека бил успешно реализиран во над 60 или конкретно 67 држави низ Европа. Успешно е реализирано во над 60 или конкретно 67 држави низ Европа. Ваквото тврдење не ја поминува ни елементарната проверка на факти, затоа што бројот на суверени држави во Европа е 44 според Обединетите нации, односно 50 држави или 51 држава, вклучително со последната Косово, ако ги сметаме тие што не се членки на Обединетите нации. Така што тврдењето на Арсовска за 67 држави што имаат бесплатен јавен превоз е и математички невозможно. Освен тоа, воглавно се работи за проекти кои функционираат во одделни градови, а не во цели држави. Но не е само Арсовска која во предизборието ќе изнесе неостварливи ветувања или пак невистини. За жал, по тоа станаа предпознатливи предизборијата кај нас. Затоа граѓаните треба да бидат внимателни и да бараат реална и остварлива понуда, за да не се доведат потоа во ситуација да им бидат изневерени очекувањата. Во гостувањето на само интервју на Канал 5 на 9 декември, градоначалничката на Скопје Данела Арсовска зборуваше и на темата бесплатен јавен превоз за пензионерите. За пензионерите во секој случај неопходно е да се врати она кое што го има претходно, затоа што тоа не е нивна привилегија, тоа е нешто кое што навистина е во нивен интерес, мислам дека заслужиле и како категорија на граѓани дека заслужуваат да имаат бесплатен јавен превоз. Меѓутоа, пензионерите од Скопје немаа никогаш бесплатен јавен превоз секој ден. Тој првично важеше во вторник и во петок, а потоа беше проширен и со сабота и недела. Во текот на пандемијата, бесплатниот превоз во тие денови привремено беше укинат, па повторно вратен.
Во кампањата за локалните избори во 2021 година, поранешниот градоначалник на Скопје Шилегов ветуваше бесплатен јавен градски превоз за сите пензионери во Скопје секој ден во неделата. Арсовска пак ветуваше целосно бесплатен јавен автобуски превоз за сите скопјани, а не само за пензионерите. Според последното што го кажа таа во само интервју, тоа ќе се одвива етапно. Изнесените невистини за секојдневен бесплатен превоз за пензионери во минатото ја зголемуваат скепсата и за новите најави за бесплатен превоз за нив во иднината, но и за бесплатниот превоз за сите скопјанки и скопјани, што беше меѓу главните ветувања на Арсовска. Иднината ќе покаже дали градоначалничката Арсовска ќе ги оствари ветувањата, но она што треба да го знае секој политичар е дека изнесувањето невистини не ја зголемува довербата во политичарите и во нивните ветувања, туку напротив ја намалува. Тоа е лекција која порано или подоцна секој од нив ја научува. Европската банка за обнова и развој ја демантираше градоначалничката на Скопје Арсовска за Бас Рапид транспорт системот. Во написот сите проекти детално се проверуваат пред да се одобрат, велато Дебор, откако Арсовска рече дека не биле направени длабински анализи за автобуското метро, објаве на 24 декември 2021, се наведува прашањето до Арсовска од порталот sakam-da-kažam.mk. Нејзиниот одговор и демантото Дебор. На прашањето зошто во ЕБОР е заведен како зелен проект, се финансира во рамките на мрежата на зелени градови и направеното решение е бодирано со сребрен стандард, Арсовска одговорила: многу е убаво она што им било презентирано таму и тие дошле и направиле извештај од она што го имаат како информација од тука. Меѓутоа, длабински анализи не се направени. Нивната иницијална анализа е дека е добро за граѓаните да има нешто што ќе се движи брзо на таа локација. ЕБОР е институција за финансирање. Финансира проект базиран на план за реализација. Тие се како секоја една банка. Банката не ви навлегува на вас во техничките позиции на проектот. А еве го и демантото Дебор. Објавуваме извонредно детални информации за сите проекти на нашата веб страна. Сите наши проекти се предмет на многу детална проверка, пред да бидат одобрени, и горди сме на високите стандарди според кои се раководиме. И истото го очекуваме од нашите партнери и клиенти. Постојат голем број на чекори на заштита и проверка, кои што ги применуваме за да обезбедиме услови за нашите проекти да ги задоволат овие стандарди. Навистина на страницата на ЕБОР може да се најдат детални информации за проектот за БРТ во Скопје. Не само основен опис на проектот и буџетот, туку и дополнителни документи и анализи. Таков опис на проект со буџет, со детални информации, со план на реализација не може да се најде за ниту еден од 15+1 приоритетни проекти што ги ветуваше Арсовска за време на кампањата. Останува да видиме дали градоначалничката Арсовска ќе ги реализира најавените 250 екоавтобуси, кои ги најавуваше како замена за БРТ системот, кој пак доби зелено светло и кредит од 70 милиони евра од Европската банка за обнова и развој. Но едно е сигурно, дека во нејзините тврдења дека не се направени длабински анализи за БРТ, таа повторно остана со кратки нозе. Толку во овие новогодишни кратки нозе. Се гледаме наскоро во нова потрага по вистината. Останете со Цивил медија. Имајте убави празници.